Постапката за нов генерален урбанистички план за град Струмица се прекинува, одлучи стручната комисија која бара од Советот да донесе нова одлука за повторување на постапката, со што ќе има јавна и стручна расправа за планот. Целта е поголема транспарентност и вклучување на граѓаните при носењето на новиот генерален урбанистички план. Јас искрено мислам дека тоа е за подоброто во однос на постапката, поголема транспарентност. Искрено повикувам во наредниот период граѓаните поактивно да партиципираат во поднесувањето на анкетни листови, иако досега имаат поднесено повеќе од 200 забелешки, односно анкетни листови во кои што ги изразуваат своите забелешки, мислења, сугестии, пофалби во однос на генералниот урбанистички план. Според Патрикова, одново ќе има јавна и стручна расправа, при што најверојатно ќе бидат земени во предвид поднесените сугестии, забелешки и препораки со поднесените анкетни листови од првата јавна расправа. Како што вели Патрикова, измените на генералниот урбанистички план значат повеќе зеленило во градот и одстранување на тешката загадувачка индустрија од урбан опфат. Новиот генерален урбанистички план нема да го промени планскиот опфат од претходниот генерален урбанистички план, но фактот дека ние имаме веќе истечен плански период на претходниот ГУП и веќе некои 10 години активно го користиме претходниот генерален урбанистички план кој што е донесен од 2002 со своите измени. Во новиот генерален план ги осогласуваме профилите на сообраќајната инфраструктура, во однос ги прекатегоризираме сообраќајниците во градот, предвидуваме поголем број на зеленило, а на сметка на индустријските капацитети кои што веќе се затворени и се приватизирани како такви, во однос на тешката загадувачка индустрија која што согласно правилниците и законската регулатива како такви се појавуваат во опфатот на градот, ние ја наменуваме намената затоа што во опфат на град во близина на зона за домување не можеме да предвидуваме Г1 тешка загадувачка индустрија и како такви капацитетите предлагаме да бидат дислоцирани или додека постојат да обезбедат поголеми мерки за заштита на животната средина и поголеми заштитни појаси на зеленило. Нацрт планот на ГУПот се однесува на временски период од 10 години и представува стратешки документ на општина Струмица. Опозицијската ВМРО ДПМНЕ изминатиот период постојано го критикуваше планот, тврдејќи дека тој се носи безтранспарентно, односно без да се слушне гласот на граѓаните.